Почитувани гледачи, добра вечер. Во вечерашнава емисија Визави разговараме со заменик народниот правобранител господинот Славчо Тимов, надлежен за овој регион, поточно во соседиште во Струмица. И со него разговараме по долг период, имено затоа што речиси една година оваа позиција беше празна. Господине Тимов, добра вечер, добре дојдовте и еве повторно по долг период сте назначен за заменик народен правобранител. Добра вечер, благодарам на поканата. Веднаш ќе ви коригирам. Значи, јас бев заменик народен правобранител до јули 2021 година. Кога ми заврши мандатот, се вратив во Основен суд Струмица како виш соработник. И меѓутоа, после по оглас за државен советник, бев примен во канцеларијата на Народниот правобранител во Струмица како државен советник. Меѓутоа, пред неколку дена сум назначен со овластување за заменик народен правобранител. Так. Тоа е една техничка корекција. Да, долг период сте на оваа позиција, веќе ги познавате од 2013, мислам дека беше вашето прво назначување, веќе добро ги познавате приликите. 8 години ми траеше мандатот. Откако заменав во Основен суд Струмица, претходно колешката Виолета Тимова замина во пензија, одличен стручнак и советник. Канцеларијата остана со еден советник, сега помлад колега, кој нема доволно искуство за да одговори на задачите и тој немаше ниту овластување да работи како заменик. Како функционираше канцеларијата? Имате ли сознание што се случувало овој период? Да, бидејќи некои странки ми се јавува и кога работев во судот и работата беше опадната. Бројот на предметите беше доста намален. Имаше периоди кога канцеларијата беше заклучена поради пандемијата и така да сега од март месец веќе стапив на должност државен советник, а пред една недела и со овластување за заменик народен правобранител. Не е да се фалам, меѓутоа веднаш бројките на предмети, примени граѓани драстично порасна и не велам дека не може и подобро во иднина. Така, каква е состојбата во моментов? Колку има, еве да речеме, представки и во периодот кога канцеларијата работеше само со советник и на што најмногу се жалеле во тој период граѓаните? Па, кога работеше канцеларијата само со советник, односно некомплетна, кадровски некомплетна, беше истиот број кога сега јас откако сум вратен за еден месец, непол месец, веќе истата бројка ја имам на примени представки. И се надавам овој број ќе расте, бидејќи уште граѓаните не знаат дека канцеларијата е веќе отклучена, работи од 8 до 16 часот и дека има лице овластено како заменик народен правобранител да ги прими представките и да ги решава нивните проблеми. Так. Дали тоа значи дека, бидејќи зборуваме и за период во кој што на некој начин електронски се прима или телефонски представките, дека за заменик народниот правобранител и генерално канцеларијата на народниот правобранител всушност треба да биде отворена за граѓаните и така ќе има многу поголема слобода и доверба можеби граѓаните отколку кога тоа го прават, не знам, по пат на електронски и немаат жив контакт со правобранителот? Секако, значи, канцеларијата мора да биде отворена и мора да има лице, стручно лице кој ќе ги прими граѓаните и странките. Уште останува опција некои електронски од подалечни краеви кои не можат лично да дојдат, електронски по пошта, јас прифаќам представки дури и по телефон и така да граѓаните секој пат сакаат лично очи во очи да го истакне, да го каже проблемот. Бидејќи секој не уме писмено тоа да го пренесе на хартија и полесно и попрецизно ќе се изјасни лично во канцеларијата на Народниот правобранител и така да проблемот нивни може да се реши веднаш со самото нивно презентирање на наводите во нивната представка, може да бидат советувани. Некои можеби и не се за поднесување представка и отпочнување постапка пред Народниот правобранител,
Меѓутоа, наша задача е да им окажеме на кој начин ќе го решат проблемот и каде да се точно обртат. И кои се? Ние досега сме зборувале, меѓутоа еве да видиме кои се најголемите проблеми или кои се најчестите забелешки за кои што граѓаните поднесуваат представки. Пред неколку дена народниот правобранител Насер Зибери го презентира годишниот извештај за работата на народниот правобранител пред медиумите и се надевам во најскоро време истото ќе го изложи и пред парламентот. За жал, со години се привлекува исти проблем, односно најголем број на представки се поднесуваат од областа на правосудството. Ќе појаснам веднаш, не сите судови, најмногу проблеми луѓето имаат со управниот суд. Сите управни постапки што ги започнуваат, нели на крајот на некое решение на кое странките не се задоволни, имат право на жалба во рок од 30 дена, тужба, се извинувам, до управниот суд. Управниот суд веќе со години, значи 90% од предметите ги решава, односно не одлучува мериторно, туку го укинува првостепеното решение и го враќа на повторно одлучување. Управните органи 90% донесуваат пак исти решенија, исти одлуки, на кои граѓаните повторно поднесуваат тужба и така граѓаните не можат да го остварат своето законско и уставно право и се вртат во круг. Ние веќе јавно посочуваме и во годишните извештаи и пред медиумите дека Управниот суд мора да отпочне со вистинска судска работа, односно да одлучува по тужбите, а не да враќа и постојано да ги враќа предметите на првостепениот орган. Вие го посочивте управниот суд, меѓутоа неодамна американската амбасадорка во земјава госпоѓа Брнс рече дека истражувањата покажале дека довербата на граѓаните во судските органи е само 8%. Какви се вашите согледувања по ова прашање и какви се реакциите на граѓаните? Јас ќе кажам дека имам работено 15 години во Основен суд Струмица и дека таа бројка од 8% доверба на граѓаните во правосудните органи е во најмала рака застрашувачка. 8% значи 92% од граѓаните фактички немаат доверба во правосудните органи. Ќе потенцирам дека проблемот не е од сега, проблемот е од 96-97 година, кога почна првиот избор на суди и обвинители. Се менуваа системите, јас сум еден од ветераните кандидати за судија и обвинител и сите постапки и процедури ги знам кога решаваше парламентот, кога решаваше судскиот совет, сега е префрлена работата во Академијата за суди и јавни обвинители. Меѓутоа, мора да кажам отворено, додека суди и обвинители се поставуваат од списоци на владеечки политички партии, судството, според мене, и во наредните 20 години нема да добие поголема доверба колку што треба. Според моје лично мислење. Затоа мора да се смени, односно, оние укажувања во извештаите на Европската Унија, дека мора да има поделба на власта, извршна, законодавна и судска, односно политиката да се тргне од судската власт. Тие по списоците не поставуваат своји луѓе за судии. За толку ниска доверба, вие не можете најверојатно да приложите голем број забелешки од граѓаните. На што се должи тоа? Па секако се должи на лични искуства на самите граѓани, кои веќе минале низ судски постапки и поминале како поминале и таа доверба ја изразуваат како недоверба. Уште може да кажем самото поставување на суди, постапките што ги водат судовите. Јас работав 15 години, јас ги познавам и лично судиите. Сега секако таа доверба зависи од суд до суд, од судија до судија. Секој судија си одговара за своите предмети, би нагласил дека треба да биде засилена и самата контрола од судскиот совет и да поведе постапки за одговорност за некои судии,
за конкретни предмети кога не одлучуваат по законот и уставот. Колку забелешки има до вас како Канцеларија на Народниот правобранител од судовите во регионот и за какви представки станува спор? Па најголем број на представки се однесуваат токму на одолговеликување на постапките пред судовите. Народниот правобранител има надлежност да постапува и да изврши увид во самите предмети. Меѓутоа, јас, бидејќи од искуство со работа во Основен суд, знам дека и самиот систем, АКМИС, судскиот систем, не дозволува судијата да го крие предметот, така кажено, меѓутоа може да се одолговлекува постапката во смисла кога се чекаат некои информации, во кривично чекаат некои извиди, докази, прибавување од јавното обвинителство и во најчест случај тие постапки навистина можат да бидат забрзани, бидејќи граѓаните чекаат по-ефикасно и по-брзо судење, да се закажат предмети, бидејќи има некој пат и притворенички предмети и тоа е, да не кажем, и трошок за самата држава. Так. Имаме два суда во овој регион, во Гевгелија, во Струмица. Каква е состојбата таму? Дали, предпоставам, оваа година немало нели посета од ваша страна, бидејќи не бевте на оваа функција, меѓутоа сознанијата какви се подобруваат ли условите во затворите? Има ли представки еве во овој период сега од затвореници на што се однесуваат? Јас проверив и во нашиот систем. Меѓутоа и за овој непол месец, кога сум на оваа функција, досега нема ни една представка што се однесува на затвореници и условите во затворите. Јас и така редовно, најмалку еднаш месечно, не мора да чекам представка поднесена од затвореници и лица лишени од слобода. Правам увиди на условите во затворите, ги повикувам скоро сите затвореници, им држам предавања за улогата на народниот правобранител, на кој начин може да им помогне. И тие на лице место, некои кои имаат причини, поднесуваат представки. Проверувам во сите затвори, во двата затвора кои се под моја ингеренција, затвор во Гевгелија и затвор во Струмица, имаме сандачиња заклучени, од кои имаме само ние клуч. Доколку некој затвореник може да поднесе представка во тоа затворено сандаче, ние ја вадиме представката и тоа без информации и без увид на затворската управа. Како ги оценувате условите во овие два затвори? Кои се недостатоците, ако некои забелешки имате нотирано? Па порано имаше голема пренатрупаност на капацитетите во самите затвори. Сега тоа е релативизирано, односно, бидејќи постоеше закон за амнестија, голем број затвореници беа помилувани. Мислим, пуштени од издржување на казна затвор. Сега, како што имам информација од раководителите на затворите, бројот на затвореници е оптимален. Условите, да не кажам, не се швајцарски, како или шведски, спрема нашето поднебје, нашите услови и нашите средства за сега се задоволителни, односно прво и основно нема пренатрупаност, основните потреби може да ги обавуваат во самите затвори, особено вршам контрола и на слободните активности во затворите, односно кога имаат слободно време за шетање, Има ли во тој дел, например, кршење на правата на затворениците, да им се ускрати некои од тие права што ги имаат? Па имаше притужби од некои затвореници дека недоволен број на сати имаат за слободно време. Некои се жалија од порано постари случаи дека имаше грубо постапување на затворската служба. Од еден затвор едно лице изгуби работно место, бидејќи не беше постапувал соодветно на кукиниот ред во затворот и неговите надлежности. Односно, за неговото грубо постапување тој изгуби работно место.
Во овие 8 години изминати, колку што вие бевте на оваа функција, дали има само еден таков случај во кој што затворски службеник ја изгубил својата работа? Во овие два затвори, споруваме. Да, само еден ја изгуби работата, работниот однос го прекина, односно Му беше прекинат. А други случаи имаше на дисциплински некакви мерки злоупотреба или примена на несоодветни средства спрема некои затвореници, меѓутоа тие се решаваа во рамките на дисциплински постапки и постапки пред органот за извршување на санкции. Така да ние заедно делуваме и се надеваме дека помагаме во решавање на проблемите на затворите. Јас лично ја проверувам и храната која примат затворениците покрај другите услови. Особено е битно за затворениците да користат и викенд отсуства, односно да се социализират. Во нашите затвори некои одслужуваат казна до 3 години, во затвор Струмица и затвор Гевгелија. Меѓутоа има и потешки осуденици кои издржувале казна од 10-15 години, меѓутоа кога ќе им останат 2-3 години или помалце, ги префрлаат во овие затвори. Така. Пред известно време македонската јавност беше потресена од случајот со малата Имбла, која што не посетуваше настава во основното училиште затоа што родителите реагирале дека е дете со попречено со Даунов синдром. Дали има такви представки во овој регион? Дали имате правено контроли? Можеби каква е ситуацијата? Како оди почитувањето на детските права во училиштата? Во институцијата Народен правобранител имаме посебно оделение за заштита на правата на децата. Меѓутоа, досега јас не сум имал представка во однос на тоа е дискриминација, да не кажем, на одредени деца, да не им се овозможува да бидат на настава во основни или средни училишта. Сум имал представки од лица со попреченост и хендикепирани лица, кога некои извршители им ги блокираат сметките, а тие средства не се предмет на присилна наплата. И ќе нагласам дека кај извршителите, исто како дел од правосудниот систем, имаше голем број на представки од порано, меѓутоа сега извршителите многу ретко грешат, односно не го почитуваат законот за извршување, а ние како Народен правобранител и како институција веќе неколку години инсистираме да се направи измена во законот за извршување, односно должниците кои имаат повисоки долгови или било какви долгови, со камати и трошкови, цел живот треба да испаќаат одредени суми и никој пат нема да се раздолжат. Затоа Народниот правобранител предлага измена на закон со кој кога долгот ќе настане со сите камати до 100% од главниот долг, да прекинат да течат камати и трошкови, односно да може тоа лице се извинувам, да може да го исплати тој долг. Бидејќи повеќето должници плаќаат на рати. И кога тој ќе плаќа 2-3-5 години на рати, долгот постојано расте, а тој постојано плаќа и долгот си стои. Така, во некое должничко робство завлегуваат на некој начин. Токму така, Сузана, и сметам дека со ограничување на растот на долгот, лицата ќе има шанса да се раздолжи. Така. Што се случува со сметките за електрична енергија, но и за комуналните сметки на граѓаните? Честопати се реагира дека особено сега во време на криза тие добиваат паушални сметки, односно не се редовно проверуваат водомерите или пак струјомерите. Како да реагираат граѓаните во вакви ситуации? Јас ЕВН е фактички приватна фирма и Народниот правобранител нема надлежност да постапува во приватни фирми. Меѓутоа, како средство за заштита на потрошувачите, ние реагираме на начин што
кога беа поставени електронски броила за читање на потрошената електрична енергија, не ми беше јасно зошто тоа читање не се извршува секој месец. Некој пат граѓаните добиваа паушални сметки. Во постојан контакт сум со раководителите во ЕВН КЕЦ Струмица и тие ме информираат дека тоа е некој пропуст. Меѓутоа не е пропуст ако овој месец не прочитал, ти дадат фактура паушална од 1000 денари, а следниот месец може да добиеш фактура од 5000 денари и тоа не е исто за граѓаните. Исто така имаат на фактурите означено и за останат долг од големи износи. Граѓаните не ни знаат за тие долгови, не чуват ни белешки. Пред 5-10 години никој не чува сметки за платена електрична енергија. Поради тоа им сугерирав да ги бришат тие застарени, заостанати долгови, бидејќи ако не се застарени, тие ќе дадат на извршители и извршителите ќе постапуваат за присилна наплата на тие долгови. Исто се однесува и за сметките за вода. Постојано во сите фактури заостанат долг по одредени износи, а не се бришат. По информации од ЕВН, раководителите ми рекоа дека ако ги избришат тие застарени, да не речем непостоечки долгови, тие се должни да платат данок на државата, како да е наплатен долгот. И затоа не смеат да го избришат. Тоа може да биде само со одлука на влада да ги ослободува за избришаните долгови од плаќање на данок. Така. Кои се, можеби други битни работи за кои што граѓаните треба да бидат внимателни и може да поднесат представки, а кои што ние не ги спомнавме во оваа емисија? Па, граѓаните кај мене поднесуваат представки од разни области, од областа на социјална заштита, денационализација, постапки за денационализација, постапки за легализација на бесправно изградени објекти, за приватизација на градежно земјиште, за неисплатени износи за пензии, односно разлика во пензии, за неисплатени надоместоци за пензионирање, отпуштање од работа или, не дај Боже, и за смртни случаи на близок член од фамилијата. Така да нема државен орган против кој досега нема поднесена представка. Граѓаните се жалат на нивни проблеми во врска со тие постапки, меѓутоа има органи кои се, да не речем, по-ажурни, по-ефикасни и ефективни. И затоа јас како заменик народен правобранител со овластување може да кажем дека ние не сме некој е плашило за државните институции, туку ние сакаме да им укажеме на државната администрација дека тие мора да бидат сервис на граѓаните. Тие се таму на тие работни места за да им помагат на граѓаните да ги остварат своите уставни и законски права. Господине Тимов, ви благодарам за учеството во оваа емисија и се надевам дека ќе имаме за некој период повторно тема на разговори да видиме кои се проблемите со кои што се соочуваат граѓаните и поднесуваат представки до канцеларијата на Народниот правобранител. Се надевам јас дека повторно ќе бидеме заедно. Малце, месец дена е малку работно искуство како новостар кадар во канцеларијата на Народен правобранител. Во иднина ќе имам можеби и подобра слика и повеќе информации за вашата ценета куќа. Така, ви благодарам многу. Вам, почитувани, ви благодариме за вниманието со кое што ја следевте оваа емисија. Останете на програмата на ТВ Канал Вис и не заборавајте дека повеќе информации може да најдете на каналvis.com. Довидување.